Ќе ги живееме последните денови од Страстната седмица или последната недела од Великденскиот пост во пресрет на големиот христијански празник Великден. Започна Страстната седмица за православните христијани. Според православниот календар, секој ден од оваа недела е велики. Последната недела на Великиот пост црквата го нарекува Страстна седмица, бидејќи таа е посветена на оплакувањето на последните денови од земниот живот на Спасителот Господ Исус Христос, неговите страдања, распнувањето и крстот, смртта и погребение. Почнува со свеченото влегување во Ерусалим и завршува со неговото воскресение. Таа е последната од Великденскиот пост и на секој ден од неа се вршат специјални служби од црквата. Според православниот календар, оваа недела завршува со Великден. Во обичаите на домашната православна традиција, секој од деновите на Страстната седмица се одбележува на посебен начин. Првите три, Велики понеделник, Велики вторник и Голема среда, се определени за раскривање подома како на рутинска активност, се придава и символично прочистување за здравје. На Велики четврток се почитува строга забрана за работа. Велики четврток е и најочекуваниот ден во Страстната седмица од децата, бидејќи се бојадисуваат јајцата за Великден. Но овој ден се станува рано, а своевремено децата демнеле која кокошка прва ќе снесе. Ова јајце се насликувало прво црвено. Со првото насликано јајце, уште додека не е исушена, се мазнат образите и челото на децата за здравје. На Велики петок се красат обоените јајца со различни мотиви, се оди в црква и се поминува подмаса 3 пати за здравје. На Голема сабота обично се печат одредени великденски лебови. Во пресрет на еден од најголемите христијански празници, Воскресението на Господ Исус Христос Великден, денеска ќе разговараме со митрополитот господин Петар Преспанско-Пелагониски, администратор австралиско-новозеландски. Оче, какво е значењето на овој преголем празник во христијанството кога станува збор за Воскресението Христово? Христовото воскресение ние го нарекуваме празник на сите празници, торжество на сите торжества, што значи поголем празник од него нема. Сушност, Христовото воскресение е празникот кој е централното нешто околу кое се движи се што е во прашање на верата наша, бидејќи свети апостол Павле вели: ако Христос не воскресна, залудна е нашата проповед, залудна е и вашата вера. А всушност, што е Христовото воскресение? Христовото воскресение е гаранција за нашето воскресение, а Христос со своето воскресение ја победил смртта, која дошла како последица на гревот. Зашто се вели во Светото писмо, преку устата на светиот апостол Павле, Адам сгреши и преку Адама и ние сгрешивме. Адам сгреши и умре, преку Адама и ние сгрешивме и умревме како негови потомци, па така од гревот и од смртта човечкиот род не може никој да го ослободи. Бидејќи човекот прво создадени од Адам и од него создадената Ева не биле создадени за умирање, туку биле создадени за живот вечен. Последицата на гревот, на смртта е гревот, а Господ уште во Стариот Завет, односно во рајот уште, по направениот првороден грев, им ветил на нашите прародители Адам и Ева дека ќе им испрати Месија, Спасител, и се обраќа на Адама со зборовите: уште поставувам непријателство измеѓу тебе. Тоа се однесува и на жената, која е земена од Адама, и се обраќа понатаму на Ева и вели: измеѓу семето твое и семето нејзино,
а семето на Ева е всушност Христос кој ќе дојде со текот на генерациите од Адамовото потомство, и семето на сатаната, односно ѓаволот, поставува непријателство и вели дека тоа ќе ти застане на главата, а ти ќе го каснеш за петицата. Односно, дека на главата на семето на сатаната ќе застане Христос Спасителот, кој ќе се роди од Пресвета Богородица и присно Дева, Марија, и тој ќе му застане на сатаната на главата, односно ќе го уништи сатаната, а понатаму се вели дека сатаната ќе биде оној што ќе го предизвика убиството на Господа Исуса Христа, односно неговото распнување на крст. А Христос пак преку своето распнување на крстот и пролевањето на својата света крв ќе го избави од гревот и смртта човечкиот род и повторно, како втор Адам, како нов Адам, ќе го врати човечкиот род во единство со Бога. Оче, голем е празникот, големи се пораките кои што ги праќа. Се наоѓаме во прилично тешка состојба денеска, кога нападнат ни е идентитетот, нападната ни е државата, а тоа е од слика секој идентитет нели на самото христијанство. Ке помогне ли овој велик ден со своите пораки, со љубовта во народот да се победи злото кое што не има нападнато? Па ние како земја, Македонија, можеме словом да речеме дека сме и библиска земја, зашто сме и во Стариот и во Новиот Завет на многу места, се вели дури повеќе од 30 на пати спомнати како земја библиска Македонија, имајќи го предвид тоа дека токму во Македонија, според зборовите на свети апостол Павле, се заврзало Словото Божјо, и тука е всушност организирана и првата црква. Во Филипи е крстена и првата христијанка Света Лидија од нашиот род македонски. И еве повеќе или скоро 2000 години како е проповедано Словото Божјо во Македонија, ние сме длабоко уверени дека обстојуваме како земја Македонија и обстојуваме како народ, ние македонците, благодарение на Божјата промисла, на грижата Божја за спасението на човечкиот род и за спасението наше. Ние друга надеж немаме, освен надежта во Бога. Но зависи најмногу од тоа колку ние ќе инвестираме во спасението наше, како христијани православни, и колку ние ќе се погрижиме и да ја запазиме нашата татковина Македонија, зашто таа нам ни е дадена во наследство од генерации на генерации. Ние не ја спечаливме оваа татковина, туку ја спечалија нашите предци. Најголем дел од нив, положувајќи ги своите животи за одбрана на верата наша православна и за татковината наша Македонија, и тоа несебично ги полагале своите животи, и меѓу нив има и големи страдалници, херои кои што ги положиле животите, но меѓу нив има и многу свети луѓе за кои ние и не им ги знаеме имињата, зашто Господ знае за сите кои се свети, а кои не се свети, и така натаму. Должноста наша е да се молиме постојано, но и да работиме постојано за запазување на нашата татковина Македонија, за запазување на нашиот род македонски, за запазување на нашата црква македонска, нашата вера православна.
Тоа ни е должност, тоа ни е аманет од апостолите, тоа ни е аманет од светите, кои ги положиле животите за нашата света православна вера и црква на овие македонски простори, а исто така, не помалку и од нашите предци. И она што сме го добиле во аманет и сме го примиле како наследство, не смееме да го прокоцкаме, да го продадеме, да го потрошиме, и тоа бескруполозно, како што, за жал, дел од нас македонците веќе го коцкаме и го трошиме тоа како да е лично наша заслуга, а не е наша заслуга. Многу пати некои прашуваат и велат што треба да направиме. Некои велат дека можеби по пат на референдум треба да го решиме проблемот со нашата држава, со нашето име, со нашите символи. Ние на тоа немаме право. Ни на пат на референдум. Ние можеме по пат на референдум само она што лично сме го создале. А бидејќи не сме ја создале ние ова нашата татковина, и може слободно да се рече дека можеби и веќе и нема од тие генерации последните кои се бореа за ова наша татковина кога беше создавана, а тоа се во времето на Втората светска војна, дека такви, бидејќи скоро и нема во Македонија, не можеме ние кои што сме наследиле и која ни е дадена во амане да ја чуваме, да ја продаваме и ние да одлучуваме за неја, зашто ќе треба да дадеме одговор на страшниот суд и како ќе се појавиме пред тие наши предци кои ги положиле животите своји и пролеале својата крв за ова што го ние имаме денеска, и така безочно да го потрошиме, да го продадеме и да го уништиме. Тоа право го немаме, а немаме право нито да им советуваме такво нешто на генерациите што доаѓаат по нас. Го имаме ова како ситуација и имаме уште неколку дена до Христовото воскресение. Го почнавме постот, се наоѓаме во страстната седмица. Како правилно христијаните треба да го празнуваат Великден? Во повеќе наврати сме кажали и сега треба да кажеме, нашата вера православна не е вера на некој начин повторно оживување на некои спомени што се случиле или на нешто само историско. Туку нашата вера е продолжување на настаните што се случиле. Значи, тие не се завршени. И ние, кога ја служиме Божествената литургија, на секоја Божествена литургија, ние знаеме дека Христос се раѓа, почнувајќи уште од првиот дел на литургијата, проскомидијата. Христос, агнецот, е оној таму кој се вади, Христос е оној што живее меѓу луѓето, Христос е оној што страда, Христос е оној што е биен, што е шамаран, врз кого е трновен ставен. Христос е оној кој е конечно и распнат на крст или убиен. Понатаму Христос е оној кој се полага во гробот, Христос е оној кој воскреснува од мртвите. Тоа ни се случува нам на секоја божествена литургија, а секој ден се служи божествената литургија, што значи нашата вера не е вера на историски настани и само сеќавање на нив, туку на целосна практика на верата или продолжено доживување на сите настани од историјата свештена наша, што значи ние го доживуваме раѓањето на Христа нашиот Спасител, дека тогаш кога го доживуваме тој се раѓа, исто го доживуваме неговиот живот, неговите чуда, неговите страдања, потоа неговито полагање во гробот, и така во оваа страстна седмица ние само продолжено го доживуваме она што се случило во времето
кога Христос, нашиот Бог и Спасител, бил најнапред предаден од неговиот ученик Јуда Искариотски, потоа дека бил суден и осуден, дека му бил даден крстот да го носи на Голгота, дека на Голгота е распнат, дека од крстот ја предава мајката своја на својот ученик Јован и нему исто му вели еве ти мајка, а на мајката и вели еве ти син, а тоа значи го предава, ја предава мајката Божја преку неговиот сакан ученик на целото човештво, и така мајката Божја станува наша мајка, на сите луѓе, на цело човештво. Христовото воскресение е последица на ветувањето на Христа, нашиот Бог и Спасител, како што им рекол на своите ученици и апостоли, а и на непријателите, дека ако го убијат него, односно дека во третиот ден ќе воскресне, и според ветувањето тој воскреснал, но за него многу одамна, пред Христовото раѓање, уште стотици години пророкувале светите апостоли и за раѓањето на Господа Исуса Христа, и за неговиот живот на земјата. Дури конкретно, прецизно кажано е од светиот апостол, односно од светиот пророк Даниил, кога ќе биде точно и раѓањето, кога ќе биде и Христовото распнување, смртта негова и така натаму, но исто така од некои од пророците прескажано е како ќе биде предаден, и дека дури за 30 сребреници, точно за колку сребреници ќе биде предаден Господ наш Исус Христос и така натаму. Па така, ние сме на некој начин должни, примајќи ја верата наша од светите апостоли, преку нивните преемници, епископите и свештените лица, кои денеска ја соопштуваме на верните наши чеда, а и ние исто свештенослужителите, да ја сведочиме верата не само со зборови, туку треба да ја посведочиме со постапките наши, со делата наши и со животот наш. Кажавме за значењето и начинот на одбележување. Кажете ми, во годиниве наназад сте сретнале ли некои пагански обичаи кои што се препишуваат на празникот како некои правила кои што еве треба да ги запазуваме? Неукоста кај луѓето раѓа низа такви ситуации. Ние во врска со празникот Великден немаме некои пагански досега забележано однесувања или погрешни учења или кажувања. За некои други празници се случувало нешто повеќе и така натаму, но за Великденот немаме тоа, но ние сме должни да го кажуваме дека ние она што сме го примиле од самиот Спасител наш Господ Исус Христос, она што нам ни е предадено во Стариот Завет од светите пророци, од патриарсите и од светите луѓе, верата во Месијата Христа Богоспасителот, и она што апостолите и апостолските мажи и светите отци на Црквата Христова, што ни го предале, тоа ние и го предаваме. Што значи, учењето за нашата вера се темели врз Светото Писмо и врз Светото предание. Светото Писмо е точно прецизирано кои се книгите од Стариот и кои се книгите од Новиот Завет, а Светото предание ние всушност она што не било запишано тогаш, но подосна е веќе запишано. Тоа се правилата на светите отци, односно апостолските правила и правилата на вселенските и на поместните собори. Тука се до нас што стигнале подосна запишаните литургии
на светите отци, на свети Василий Велики, на свети Јован Златоуст, на свети Григорий Двоеслов и на свети апостол Јаков брат Господев и на други светители кои кај нас за сега се практикуваат најповеќе Златоустовата литургија, Василиевата и на порано осветените дарови, односно на свети Григорий Двоеслов Папа Римски. И така, по тоа прашање должноста на нас свештенослужителите и посебно на свештениците кои се во постојана комуникација или разговори со верните и му кажуваат за сите погрешни учења што од порано некои стигнале, а за жал некои и во денешно време ги измислуваат и додаваат токму неуки луѓе, бидејќи ѓаволот не мирува, па тој ги подучува да го извртат Словото Божјо, како што ете и многу отпадници од црквата, кои тие се нарекуваат цркви и така натаму, го искривиле учењето Христово, затоа што не се потрудиле да ги следат Светото Писмо и Светото предание за кое е речено дека е еднакво по својата важност, по својата содржина, по својата улога на Светото Писмо и оттаму должноста на свештенослужителите е постојано да ги поучуваат верните и да ги на некој начин јачите, гатачите и кривоверците, потоа сите оние погрешни учења што се јавуваат суеверијата, суеверие е празно верување, да ги осудат и да ги на некој начин натераат да се острнат од нашата чиста православна вера. Пред крајот само уште едно кусо прашање или барем барање од моја страна, што е она што ќе им го порачате на верниците овој Великден? Секогаш треба празниците да ги доживуваме и да ги празнуваме онака како што доликува на православни христијани. Кога станува збор за празнувањето на светителите, образец секогаш ни се тие свети луѓе, нивниот живот и на тој начин ние треба да ги усагласуваме нашите животи со нивниот живот. А овде го имаме најсветиот, светиот на светите, тој е самиот Господ и Спасител наш Исус Христос. Великден е празник на победата, празник на животот, празник на радоста и во овој празник нема место за жалост. Што значи, што и да се случило, ние мораме да се насочиме, да го доживуваме Великден со огромна радост, зашто ако е победена смртта со смртта Христова, преку неговото воскресение, тогаш ние не смееме да жалиме зашто е уништена смртта. И особено во великденските денови, токму е и предвидено е да бидат и празнувањата насочени и така се направени богослужбите што следуваат да имаат воскресенски дух, односно да видат во духот на овој најголем празник, празникот над празниците, Христовото воскресение, од кое и ја црпеме целата наша ние снага, радост, зашто гробот Христов станал извор за живот вечен. И затоа, кога сме во пресет на великденските празници, ние треба сите наши чувства, нашиот ум, нашите срца, нашите души да ги насочиме кон воскресението Христово и како што вели една црковна песна, простим си ја воскресенија Христова, да им простиме на сите, тоа значи и на непријателите заради Христовото воскресение.
Јас ви благодарам за ова интервју. Ви посакувам се најдобро понатаму во вашето владење и да се надеваме дека овој Великден ќе испрати многу силна и јака порака до народот. Нека е честит празникот, Христовото воскресение, Христос воскресе, навистина воскресе и радост од Христовото воскресение нека се всели во нашите души и срца. За многу години. А ние, почитувани, одиме понатаму.